Екс-разузнавачот Зоран Верушевски пред судот изјави дека бомбите претрпеле, како што рече, страотни модификации во однос на оригиналните. Тие и досега беа спорени како доказ во судските постапки, но што значи ова, дали се фрла сосема нова димензија со оглед на тоа што најголем дел од судските процеси се подпираа како доказ токму на прислушувани разговори и ништо повеќе? Според мои информации, изјавата на Зоран Верушевски не е во целост точна, бидејќи од моите контакти со Ѓорги Лазаревски знам дека кон крајот на 2010 година, кога тие дошле до идејата со Звонко Костовски да ги изнесуваат материјалите, не им била целта да ги доставуваат до политичката партија СДСМ, туку да ги достават до некој од поранешните директори на УБК, со цел тој да може авторитетно да ги преземе и да постапи со нив согласно неговото претходно искуство. Значи, еве ексклузивно за вашата телевизија ќе кажам дека еден од тие таргети на Ѓорги Лазаревски сум бил и јас. Меѓутоа, по моето неприфаќање во тој период да ја преземам таа одговорност за материјалите изнесени од УБК, на тоа сигурно се сложил господин Зоран Верушевски и лично тој ги презимал материјалите од Ѓорги Лазаревски, а потоа ги пренесувал во политичката партија СДСМ. Затоа за мене е неточно неговата последна изјава дадена на судот дека материјалите биле директно носени во политичката партија од страна на повеќе доставувачи, меѓу кои биле Звонко Костовски и Ѓорги Лазаревски. Во однос на делот дека тие претрпеле модификации во однос на оригиналите, бидејќи сепак тие се копии на крајот оние кои што стигнаа во СДСМ. Очигледно е дека тој подолг временски период не се појавуваше во судницата и со сегашното појавување очигледно ја сваќа ситуацијата дека работите не се одвиваат во добар правец за неговата партија, каде што е неодамна избран и за председател на Комисијата за внатрешни работи. Се повеќе се обзнанува дека бомбите, односно материјалите кои одеа под насловот Вистината за Македонија пред изборите, дека биле на некој начин нецелосно објавување. Тоа го докажа и ЛЧК со објавувањето на целосна снимка за Мартин Нешковски. И се повеќе доаѓа време навистина да се дознае, значи, за тие материјали како биле снимени во целост и што содржат, а тоа го сваќа Верушевски и сака сигурно со ова да тргне својата одговорност, односно да не биде соучесник во манипулацијата која е направена од страна на Зоран Заев и врвот на политичката партија СДСМ со објавување на дел од тие разговори, а не во целост, што дава сосема друга слика, значи, за вистината, што била и за Мартин Нешковски и за другите случаи, кои што знаеме Монструм, каде што тој ветуваше дека ќе обзнани вистината, кој стои за тоа убиство, а со текот на понатамошното судење гледаме дека ништо не се менува. Сметате дека сега можеби премиерот Заев треба да биде повикан да даде исказ, да се направи некоја истрага, да се утврди дали бомбите биле модификувани во меѓувреме? Тој мора да биде повикан, бидејќи очигледно е дека тој манипулирал со разговорите, односно објавувал само дел од разговорите, што дали погрешна слика кај целата македонска јавност за одредени случаи кои биле во фокусот на јавноста. Сигурно дека тој ќе мора да одговара за тоа, бидејќи и Зоран Верушевски со неговата улога во почетокот, каде што ги прогласува за херои, заедно со Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, сега сака да се отргне од целата ситуација и мислам дека прави обид да се додвори на политичката партија ВМРО ДПМН, бидејќи е свесен дека таа ќе биде победник на следните парламентарни избори. А што би значило овој нов момент за судските процеси кои што се веќе започнати, каде така наречените бомби се доказ? Верувам дека умешноста на адвокатите на одбраната на обвинетите во тие случаи дека ќе можат да го искористат тоа и да се направи една целосна нова истрага, сите да дознаеме што се случувало со материјалите, кои материјали дали во целост се предадени на СЕО, дали е претходно манипулирано во СДСМ или модификации се правени од кога се предадени на специјалното јавно обвинителство. Од сите афери што ги слушнавме околу Катица Јанева, значи не би ме чудело како и непотизмот што го обзнани опозицијската партија, дека голем број приврзаници, членови, синови, керки на високи функционери на СДСМ биле вработувани во специјалното јавно обвинителство, фрла друга слика за очигледна можност за манипулација со бомбите и за нецелосно нивно представување, после изгледа и во самите судски процеси.
Да се вратиме малку на почетокот на разговорот. Вие рековте дека првичната идеја било овие прислушувани разговори да завршат на друго место, а не во СДСМ. Зошто сепак на крајот стигнаа на Бихачка, кај политичка партија? Верувам дека ни Ѓорги Лазаревски, ни Звонко Костовски, кога им било понудено од Зоран Верушевски да ги предадат материјалите во СДСМ, тие не се противеле, бидејќи на некој начин би се заштитиле при евентуална истрага и претреси тие материјали да не се најдат во нивните станови или евентуално простории и канцеларии кои ги користеле надвор од Министерството за внатрешни работи. Тоа за нив сигурно било една од опциите, меѓутоа на тој начин Верушевски очекувале да обезбеди нивна безбедност, како и безбедност на нивните семејства, што не се случи. Знаеме ни се што помина и Зоран Верушевски, и неговата сопруга, и Звонко Костовски, и Ѓорги Лазаревски, кои беа позакани за нивниот живот. Значи, тие беа свесни дека тоа може да се случи, меѓутоа умешноста на Верушевски беше да се избегне тоа. Но за жал во тоа очигледно не успеа. Значи сметате дека ова ретерирање, оваа промена на ставот кај него доаѓа за да се заштити и себе си, можеби со оглед тоа што на виделина веќе почнаа да излегуваат докази дека бомбите биле модификувани, како ЛЧК што го објави, еве целиот скандал рекет, мислите дека можеби тоа го прави од себични причини? Да, тоа го направи претходно, ако се сеќавате, еднаш тој ги повика Љупчо Ѓоргиевски, поранешниот премиер Мирка Велиновски, некои други лица во својот собствен стан, каде им презентираше одредени аудио снимки од поранешниот председател Бранко Црвенковски, пошто тој ги предаде на обвинителството и со тогашниот државен обвинител успеа преку него да се испазари со Бранко Црвенковски да замине на дипломатска мисија во Рим. Така да тоа не го амнестира од тоа сега што го прави, верувам дека тој од самиот почеток знаел за модификацијата на разговорите и дека еден ден ќе одговара и за тоа. А ќе дознаеме ли кој прислушува, од каде сето тоа потекнува? Јас од порано тврдам дека прислушувањето е вршено во Управата за безбедност и контраразузнавање, меѓутоа теоријата за вистината за Македонија, за кој народот наседна и одредени неопределени гласачи гласаа за СДСМ на претходните парламентарни избори, сега ја сваќаат вистината дека и тие били изманипулирани и дека Зоран Заев на некој начин со модификација, со сечење на разговорите успел да направи впечаток за големи злосторства во кои била вклучена претходната власт на ВМРО-ДПМН. Предходно во вестите нашите гледачи го чуја прилогот околу вработувањата во Агенцијата за национална безбедност и таму е спорно тоа што има луѓе за кои што веќе има кривични постапки, вмешани во случајот шпион, за местење на случајот Сопот, барем така пишува дел од медиумите. Како сите овие луѓе ги минале безбедносните проверки за да дојдат на позиции во вака значајно дело? Јас уште во јануари месец оваа година во гостување во една ваша емисија на вашата телевизија кажав дека е многу суптилно како ќе се формира и која комисија ќе одлучува за прием на идните членови на новата Агенција за национална безбедност. Уште тогаш се сомнева во критериумите кои ќе бидат изведени за прием на вработените во идната агенција. Со тоа, сето тоа се потврдува и со моите сегашни сознанија. Бројни високи професионалци кои имаат завршено факултет за безбедност, кои работеле по 25 и повеќе години во Управата за безбедност и контраразузнавање, не се преземени во Агенцијата за национална безбедност, односно оставени се на милост и немилост на министерот Оливер Спасовски, дали евентуално ќе ги прераспореди на некои од работните места во МВР. Со тоа очигледно е подготовката на СДСМ за новите престојни идни парламентарни избори, како што беше тоа и во јануари, кога обзнанив дека се случуваат големи промени во МВР на високи раководни позиции, се ставаат партиски војници од СДСМ, се со цел да имаат контролата во МВР за време на претседателските избори. Нешто слично се случува сега со Агенцијата за национална безбедност, значи се примаат строго партиски кадри пред идните парламентарни избори со цел победа на СДСМ на тие евентуално предвремени или редовни парламентарни избори.